Слушате Пелагониска хроника. Радио Пела 96,8 FM. Настани на денот. Дали со денешната посета на министерот Љутков ќе се решат барем дел од наталожените проблеми во институциите од културата во Прилеп? Прилепскиот пазар замира. Кои се причините? Сдруженијето на инженери на Македонија продолжува со заложбите за праведна наплата на потрошувачката за електрична енергија. Тројца чеси кои биле уапсени во Мариово, каде на диво копале барајќи вредни закопани предмети, добија кривична пријава. Исчезна 71 годишен маж од Долненска општина. Семејството бара помош. Времето денеска променливо облачно со сончеви периоди. Урбан маркетинг. Протектор Прилеп, македонско друштво за застапување во животно и неживотно осигурување. Протектор е вашиот заштитник од ризици на патиштата за автомобилска одговорност, каско и патничко осигурување. Протектор застапува при осигурување на вашиот приватен или деловен имот. Секоја успешна приказна се темели на самодоверба, сигурност и визија. Не дозволувајте животот да управува со вас. Управувајте вие со својот живот, порачуваат од Протектор. Животно осигурување со Протектор, совршена комбинација на штедење и осигурување од ризици. Друштво за застапување во осигурување Протектор Прилеп, на булевар кај пензионерското друштво. Телефон 073 555 006. Протектор. Не дозволувајте животот да управува со вас. Управувајте вие со својот живот. Треба да знаеш во секое време. Со еден клик на radiopela.mk. Урбан маркетинг. Со вас во студиото со гласовна поддршка Гордана Цветанова. Министерот за култура и туризам Зоран Љутков заедно со државниот секретар Марија Ѓоргова денеска во работна посета на општина Прилеп. Ова е прва посета на ресорниот министер за култура и туризам на Прилеп и тоа непосредно поставањето во употреба на салата на Народниот театар Војдан Чернодрински и големата сала на Центарот за култура Марко Цепенков заедно со киното Мистон. Министерот Љутков и државниот секретар Ѓоргова ги посетија Центарот за култура Марко Цепенков, црквата Свето Благовештение, археолошкиот локалитет Стибера, како и македонското духовно светилиште, манастирскиот комплекс Трескавец. До понеделник некаде ќе ги имаме конкретните предлози и решенија. Ни доаѓа фестивалот Војдан Чернодрински Прилеп. Ќе направиме конкретни решенија, имаме план како да ги отстраниме овие недостатоци и прво да го отвориме Центарот за култура, а потоа да пристапиме кон недостатоците кои што ги има и самиот театар. Тоа и беше целта и тоа беше и мојата намера да го посетам денес Прилеп, за да можеме многу побрзо да донесеме решенија и многу побрзо да пристапиме кон решавање на проблемот и не се надевам, туку знам дека до почетокот на игрите во Прилеп, двата објекти ќе бидат ставени во функција на фестивалот, а понатаму ќе одиме со дополнителни активности, каде што со поинаква динамика ќе ги решаваме поголемите проблеми со кои што се соочуваат националните установи од културата во Прилеп. Сега ние не само што продолжуваме да ги доработиме проектите, туку се соочуваме и со голем дел од објектите во кои што се во уназадена фаза. Некаде имате и проекти кои што се стопирани, треба одново да распишуваме јавни огласи, мораме да правиме како да кажам, нова преиспитување и на сумите и на целите објекти и тоа не враќа години наназад. Така да некаде околу 60-70 милиони евра сме отворени во делот на капиталните инвестиции кои што треба да ги завршиме до крајот на мандатот.
Прилепскиот пазар замира. Кои се причините? Прва на листата е отсуството на паркинг простор, но и условите под кои работат продавачите. Лоши со паркинг места. Значи во градот немаме паркинг места околу пазар. И да сака некој Ќе може вака да обстои пазар? не може да обстане, вака уште малку време и ќе заврши. Значи не може да обстане со 10 тезги 15 во пазарот, не може да обстане. И не се обстанува и да продаваш. А вие, например, размислувате за некој друг начин, ако Јас- не сте на пазар? А јас уште малку сум за пензија, не речем, ама луѓе има што се млади деца што треба да работат. А јас сум уште година и по за пензија, че за издржам, јас уште и работам 30 години овде, работев и на друго место, со 2 работни места, па издржував така. А сега само за ова, ако застанеме, нема промет. Затворија паркинзите сите, нема, значи нема прилаз во пазарот, не може да се влези со кола и муштерите го избегнува пазарот, бидејќи треба да ја носи на раце робата подалеку кај што се паркинзите, а овде дури имаше паркинзи, беше малце поголема разбежаноста. Има повеќе причини. Прва причина е маркети, пилјари, затворено. Па друга причина е нема паркинг простор околу пазарот. Значи да дојде човек да сака да испазари поголема количина, не може да нема каде да се паркира. По моје се тие причините. Сдруженијето на инженери на Македонија продолжува со своите заложби за праведна наплата на потрошувачката за електрична енергија. Пред утрешната средба на представници од Сдруженијето со Регулаторната комисија за енергетика информираа дека упатиле предлог за измени на правилата за снабдување со електрична енергија за фер, прецизен и недискриминаторски систем на наплата на електрична енергија. Нивниот предлог за измени на правилата за снабдување со електрична енергија бил резултат на конкретните приговори од граѓаните и потребата од системско решение без вршење на проценки, наплата според реално измерената потрошувачка. Предлогот на Сдруженијето на инженери на Македонија предвидува да нема сомнителни фактури базирани на претпоставки, туку да има редовно месечно читање на струјомерите и секој потрошувач да добива сметка според реалната, а не според некаква проценета потрошувачка. Во случаите кога не е прочитано броилото на време, ЕВН да врши автоматска корекција на сметките без поднесување на приговори од страна на потрошувачите. Тројцата чеси кои минатата недела беа уапсени во Мариово, каде на диво копали барајќи вредни закопани предмети, добија кривична пријава, соопшти Министерството за внатрешни работи. Во изнајмена куќа во Прилеп, каде што престојувале, полицијата го пронашла алатот што го користеле како и метална кутија со стари монети. СВР Битола поднесе кривична пријава против ЈМ 25 годишен, МХ 47 годишен и ФК 52 годишен, сите од Република Чешка, поради постоење основи на сомнение за сторено кривично дело, присвојување на добра под привремена заштита или културно наследство или природни реткости. На 3 април 2025 на место викано Брест, Мариовско, пријавените биле затекнати во намера да вршат ископ на добра под привремена заштита и културно наследство или природна реткост, а при претрес во куќата каде престојувале биле пронајдени и одземени предмети кои што се користат за ископ на културни добра под привремена заштита, како и монети, златна обетка и прстен од извршен ископ во подрачјето во кое се затекнати лицата. Исчезна 71 годишен маж од Долненска општина. Семејството побара помош од полицијата за негово пронаоѓање. На 8 април 2025 од семејниот дом се оддалечил лицето АП, 71 годишен, во 21 часот во ОВР Прилеп, лицето ШП, 65 годишен од село Локвени, општина Долнени, пријавил дека од семејниот дом се оддалечил неговиот брат, исто така од село Локвени, кој имал здравствени проблеми. Се преземаат мерки за пронаоѓање на лицето, соопштуваат од СВР Битола. Временска прогноза. Времето денеска ќе биде променливо облачно со сончеви периоди. Попладне и во вечерните часови ќе има локален дожд, а на планините повремен снег. Ќе дува умерен до засилен ветер од северозападен правец.
Во Прилеп променливо облачно со сончеви периоди. Попладне и во вечерните часови ќе има услови за повремен дожд. Минималната температура се спушти до -3, а максималната ќе достигне до 14 степени. Следува период на стабилно и топло време, освен утре и во сабота, кога ќе има локални врнежи од дожд. Утринските и дневните температури ќе бидат во пораст. Временска прогноза. Следевте Пелагониска хроника, уредник Гордана Цветановска, техничко водство Никола Димески. Продукција Радио Пела, април 2025.